Немањето пласман, ниските откупни цени, како и немањето гаранции од владата и надлежните министерства ги зголемуваат нервозите и проблемите на земјоделците, барајќи начин да го продадат она што го произвеле и да заработат за да преживеат. Производителите од источниот дел на Македонија бараат спас во речиси сите други градови низ државата. Стравот дека нивниот род ќе се расипе пред да биде продаден. Дополнително ги зголемува тензиите и помеѓу самите продавачи, па така продавачи на лубеници од Струмичко се степаа со стапови среде Прилеп. Во видеото тепачката која кружи на социјалните мрежи се гледа дека учествувале и жени и мажи кои се тепаат со стапови. Нивните проблеми и обезбедувањето на основни средства за екзистенција доведоа до меѓусебни кавги и физички пресметки. Од секторот за внатрешни работи Битола информираа дека добиле пријава од 19 годишен жител од струмичкото село Баница за вербална закана за физички напад поради местото каде продавале. Од жител на струмичкото село Белица, полициски екипи веднаш излегле на терен, кои дале опомена до пријавениот. Инаку деновиве цената на лубениците во Струмичко се движи околу 3 денари за килограм, која не е доволна за покривање на основните трошоци за производство по единица површина и во желбата да се заработи повеќе, односно да извадат некој денар повеќе за да преживеат. Производителите на Бостан се оставени сами да се сногиат во пласманот и се обидуваат своето производство директно да го продаваат во други градови во земјава, каков што е случајот и со продавачите на лубеници во Прилеп. Тие најчесто своите производи ги продаваат на диво, затоа што не може да си дозволат да платат цената која што од нив ја бара јавното претпријатие Пазари. Па заради тоа секојдневно се соочуваат со проблеми, затоа што полицијата и инспекцијата ги брка. Вела дека се додека не се најде пазар за понудената роба, ова е единствен начин да заработат за живот. Инаку изминатиот период сме сведоци на многу проблеми и разочарувања кај земјоделците. Производителите на праски се крајно револтирани од моменталната состојба со исклучително ниската цена за откуп, со која не може да ги покријат ниту трошоците за производство. И производителите од Пелагонија бараат да се утврди цената на пченицата, затоа што помразот и сушата немаат утврдена цена, а увозот дополнително ги отежнува нивните проблеми. Земјоделците се соочуваат со проблем нема пласман и цената не е одредена. Земјоделците има баре да не биде пониска од 12 денари цената, бидејќи не е исплатливо, овие ќе бидат во тотална загуба што земјоделците кои се занимаваат со вакво производство. Нема договори уште склучено и со млинарската индустрија, млиновите. Се чека да се преземат некои чекори за да можат земјоделците да го пласираат тоа што го има. За сега житото што е соберено, ожнато се чува приватно во дома се чува уствари. Се чека да се каже каде да се носи. Земјоделците секојдневно бараат владата да ги чуе нивните проблеми, да се воведат дополнителни мерки за да се покријат основните трошоци за производство, како и да се исполнат ветувањата на владата за производите, цената и пласманот на пазарите, кои што беа дадени во предизборната кампања на СДСМ.